Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес сето она што ќе ви го презентираме како тема во ова издание ќе биде од ваша корист, уште повеќе што имаме една интересна тема. Ќе споиме некако две работи во едно, бидејќи како што и вие самите знаете, веќе повеќе од 9 месеци сме во една специфична состојба на пандемија со коронавирусот. А кога станува збор за психичкото здравје и како сите сме засегнати, кој повеќе, кој помалку, па решивме малку да проговориме за тоа што се напади на паника, стресот, кои се тие симптоми кои што можеме да ги препознаеме ако стане збор за паничен напад, значи како да постапиме, што се треба да се преземе, ќе да знаеме од разговорот, меѓутоа и воедно ќе поврземе со тоа како и кои се благодетите на масажата пак, за да можат да делуваат во процесот на лекување на анксиозноста, стресот и паничните напади. Ова е само како за најава. Мои соговорници ќе бидат денес доктор Дарко Стојковски, кој што е магистар по клиничка психологија, и Илија Жешов, кој што е физиотерапевт. Тоа е што се однесува до најавата. Имам подготвено еден прилог од режија, би сакала да го пуштиме пред да ги поздравам моите соговорници за анксиозност, па да го слушаме. Анксиозноста е поим кој се употребува се почесто, иако многумина не се свесни што всушност представува истиот. Тоа е состојба која се карактеризира со чувство на внатрешна вознемиреност и страв, пропратено со психомоторна напнатост и внатрешен немир. Анксиозната личност има постојано чувство дека нешто страшно ќе се случи, дека ќе изгуби контрола врз себе си и слично. Анксиозноста не е поврзана за конкретен објект или личност. Кај овие луѓе, автономниот нервен систем полесно се активира, отколку кај нормалните луѓе. Па не е чудно што анксиозната личност се плаши на секој ненадеен звук, што и предизвикува низа разни симптоми, како забрзано отчукување на срцето, потење, недостаток на воздух и така натаму. Лекарите велат дека при напад на анксиозност пациентите мислат дека во тој момент ќе умрат, дека ќе ја изгубат контролата врз себе и своето однесување или дека ќе полудат. Исто така, често е присутно чувството и дека ќе се онесвестат. Ќе се изненадите колку е често ова пореметување. Во западниот свет се проценува дека секоја 10-та личност пати од анксиозност. Најголемата причина за пораст на оваа застапеност е брзото темпо на живот, кое се повеќе не изложува на стрес. Во ситуации кои се од опасна и саканувачка природа, човекот почнува да се штити. Така, кога лоцираме опасност, ние автоматски преземаме соодветни мерки и чекори. Меѓутоа, кај анксиозноста не постои реална причина за страв. Кога некој постојано се плаши од непостоечка опасност, неговата способност да препознае и да се избори со реалните проблеми станува се послаба. Што е пострашно, неговата постојана загриженост и размислување за опасностите не може да се спречи и да се промени. Кај пациентите кои патат од анксиозност, значајно е нарушен квалитетот на нивниот живот. Кога и да посакаат нешто да направат, тие тоа го избегнуваат со разни механизми со кои ваквата состојба ќе ја држат под контрола. Пациентите воглавно избегнуваат ситуации за кои мислат дека ќе им донесат некаков вид на страв. Тие се плашат да одат сами по улица, избегнуваат да присуствуваат на сите места каде постои можност дека ќе добијат паничен напад и дека нема да има кој да им пружи соодветна помош. Доколку ваквата состојба не се лечи, овие луѓе со тек на време стануваат затвореници во сопствени решетки и на крај ќе престанат да излегуваат од домот, а во најдрастичниот облик не стануваат ни од креветот, објаснуваат психотерапевтите. Ите, почитувани гледачи, можевте да слушнете од прилогот така малку сублимирано во едно што се представува анксиозноста или
поточно вежа на паничните напади, тоа е на некој начин едно те исто. Да им посакам добри ден на моите гости денеска. Добар ден до Дарко и до Иле, добро дојдовте во ваш термин. Добар ден до вас и добар ден до гледачите. Так. Кажав, ке говориме за паничните напади, како да ги препознаеме, што представуваат паничните напади, да поврзавме тука денес двајцата, за да пак Иле на крај каже како тоа со масажа може да се превенира, бидејќи тоа не е некоја, како да кажам, некоја состојба на некое заболување кое што треба да се лекува, може би понекогаш треба, нели, со медикаменти, меѓутоа добро би било кога би можело да се најде некој поинаков начин на пристапи на лекување. Ајде првим вака со Дарко ќе ни започне разговорот, бидејќи ни да ни каже нешто повеќе за паничните напади. Што се панични напади, Иле? Да ни објасните вие од ваш аспект како доктор специјалист кој што е по клиничка психологија. Вака, пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата во емисијата. Сме одбрале една доста интересна тема за разговор. Пред се била актуелна и ќе остане како таква стара цивилизацијска која што постои откако постои човекот. Значи јас ќе почнам вака. Не постои личност или индивидуа што не реагира на стрес. Так. Значи што не може да даде одредена реакција во даден момент кога примаме одредена стресогена информација. Прво ќе кажеме што е стресот. Значи, како ние го доживуваме стресот. Значи, се она што ние преку нашите чула го примаме од надворешната средина, влегува во нас и прави една револуција, се нарекува стрес. Значи, непријатна информација што ние ја добиваме е сега. Ние ја примаме преку нашата чула. Таа веднаш се распоредува, оди во едно реле што се нарекува таламус. Таламусот ги распределува веднаш во три главни регии: хипоталамус, хипофиза и суперанелни жлезди. И овде во дај момент почнува револуцијата. Но како ние, како личност, ќе реагираме во тој момент се зависи од префронталниот лобус или од нашиот емотивен мозок, од амигдалата. Тоа е се ние што сме запишале, ставиле, инкорпорирале во текот на нашиот живот. Значи од моментот на нашето раѓање, па се до моментот додека зборувам овде. Тоа се, значи домашно воспитување. Сакате да кажете целиот живот претходно делува на сето. Целиот живот, се она што сме го запишале и што сме го ставиле во нашиот префронтален лобус, во нашиот емотивен мозок или амигдалата, е тоа како ние ќе реагираме во даден на стресогена ситуација. Е сега, додека тука многу главно влијание имаат семејството, училиштето, како родителите се имаат понашано спрема нас, како средината, средината во која што ние сме живееле, во која што сме се граделе, и многу битно, како државата има поставено спрема индивидуата. Кога се тоа ќе го склопиме, правиме еден конгломерат, односно една слика за каква индивидуа сме ние. Па во зависност од тоа, ние така и ќе реагираме на дадената стресогена ситуација. Дали јас ќе цркам, ќе викам, ќе кршам, ќе мавам, ќе фрлам, ќе се тепам. Сето тоа зависи колку сме ние, што би рекол мојот професор Чепреганов, колку сме ние матурирана личност. Колку сме ние созреана личност. Дали сум јас созрел или сум останал несозреана личност, односно психопат. Так, меѓутоа тоа што велите ќе лупам, ќе викам, тоа веќе не тоа е во значи како што кажав, или ќе останам несозреана личност, психопат. Так. Значи психопатот тоа е несозреана личност. Тој не може да комуницира со вас. Так. Тој не може да ве сослуша, не може да ве советува. Тој може само да ве навреди, да се искаже во одредена ситуација, вас да ме омаловажи, да ви предизвика една непријатна ситуација, може да ве убие. Убиците се психопати. Се несозреани особи. Значи човек што посегнува да направи некому лошо, да убие некому, да наште, тоа е нездрав човек. Значи тука има нешто инкорпорирано во текот на неговото созревање, такви негативни работи што се манифестираат со таква експлозија и прават дадени
влијанија, дадени реакции во таа стресогена ситуација. И затоа е многу битно ние каква особа си имаме изградено и од сето тоа што сме го ние запишале, сме го ставиле во нашиот префронтален лобус, ќе каже како јас ќе реагирам во дадена стресогена ситуација. Па некои исто така реагираат анксиозно, некои реагираат панично. Од кај одредени луѓе се јавува главоболка, се јавува несоница и така натаму. Главен диктатор за стресот на прво место е времето. Ние постојано сме на часовник. Ваму треба да идам, онаму треба да идам, немам време за ова, немам време за она, ваму треба да стасам, нема да стасам. Како да сме под притисок постојано. Цело време ние сме под притисок. Так. Втор, главен причинител за стресот е мас-медиумите. Многу е битно како една информација, како новинарот, како спикерот ќе ја пренесе на нас. Зато ние сите имаме навика вечер пред да си легнеме, да легнеме пред телевизор, да пуштиме телевизор, да гледаме вести, да гледаме некоја програма или нешто небитно. Сега, како таа информација ќе биде пренесена до мене, тоа ќе влијае на мојот сон. Ако јас гледам некоја емисија со крвови, со тепачки, со убиства, немој да мислите нити јас, нити вие, нити никој не ќе ја поминеме ноќта, не спам. А тоа предизвикува еден ребаун феномен или повратен феномен, каде што утре дента ние сме работно неспособни. Затоа што цел ноќ сме поминале не наспан. Доктор Дарко, како е периодов, бидејќи кажав веќе повеќе од 9 месеци сме во пандемија на коронавирус? Нема човек кој што веќе нели не го допира ова психички, сите сме на некој начин нели под некој повеќе, некој помалку под стрес. Дали имате во овој период од кога трае ова јавувања од пациенти кои што бараат помош и кои што добиваат панични напади и така натаму? Так. Значи во овој период од кога почна пандемијата, паничните напади и анксиозноста се едни од изразените состојби што се јавуваат кај пациентите. Имаме зголемен број на пациенти со овие состојби. Пред се младата популација, бидејќи тие се научени да се дружат, да се групираат, да одат некаде. Сега сите сме со некои ограничувања, па не можеме да одиме ваму, не можеме таму, не можеме да се групираме. Нема родендени, нема слави, нема имендени. Веќе се измеша сите работи во функционирањето и токму поради сите тие ограничувања не се јавуваат овие состојби. Највеќе имаше проблеми, мислам најчесто се јавува овие состојби кога беше полицискиот час, тоа мора да го нагласам. Во моментот кога почнуваше полицискиот час, како беше од 16 од 19 часот, не се сеќавам точно, тогаш во тој период додека да настапи завршување на полицискиот час, имавме највеќе пациенти затоа што знаат дека е затворен, дека е дома и нема кој да му даде помош. И тогаш се јавуваат тие панични напади, таа вознемиреност, напнатост, непријатно чувство на гушење, па се јавуваа пациенти со тахикардија, со гушење, со парализа на екстремитети, на рака, на нога, искривување, ќе дојдат видно вознемирени, а сите тие кога ќе ги испитаме, кога ќе направиме еден општ, колегите од итната или пошто завршуваат на ургентен, колегите кога ќе им измерат притисок, докторите таму, кога ги направат шекер, ќе измерат, се е во ред, но ето, пациентот чувствува дека се гуши, дека кога веќе ќе дојдат така до степен да појдат да побараат помош дури или до некоја медицинска установа, им се ординира некоја терапија? Па кога ќе влезат во ординацијата, кога ќе се види дека е се во ред, дека е пациентот само видно вознемирен, тогаш се дава некоја општа терапија со белоксин, B6, диазепам или апаурин, кој за кратко време додека почне да делува лекот, дека и нападот поминал. Така да но тоа делува малку и психички кај пациентот, пак се рече, веќе земав терапија, сега ќе ми биде добро, но со тоа ништо не решаваме. Многу често во таква ситуација и матичните лекари, па и ние на пријателска база знаеме да се посоветуваме, земи си едно диазепамче. Но тоа е една од најголемите грешки што ја правиме. Бидејќи на една голема студија во Париз, на универзитетот, се докажа, значи се вклучија база на луѓе што учествуваа во истражување на бензодиазепините, токму на диазепамот, и се докажа дека користењето на диазепам повеќе од 3 месеци
бензодиазепинските рецептори во мозокот не се заситуваат со бензодиазепин. Така. И ако ние во континуитет сме користеле диазепам од 2 мг, автоматски дозата се зголемува на 5 мг. Така. Тие што користеле 5 мг, поминуваат на 10 мг. Ние имаме пациенти што користат по 30 мг дневно диазепам. А сето тоа е голема доза, премногу, непотребно. Се тоа може да се реши со некоја техника на правилно седење, на дишење во тој момент. Ајде тука да го вклучам Иле. Тука ќе се надоврзам на муабетот од колегата и ќе кажам многу е битна и средината Така. во која што се наоѓаат пациентите, значи со кои луѓе се дружат, дали примаат информации од негативни луѓе, им ги влечат негативностите, дали се дружат со позитивни луѓе. Исто така и тука и пациентите треба барем еднаш месечно, 2 пати да направат консултација со психолог, со психијатар, каде што преку тие советодавни комуникативни разговори пациентите ќе го искажат она што го чувствуваат во себе, а психијатарот и психологот нели се овој што ќе настапат стручно со методологија кон пациентот да му укажат како се тоа да дојде до една смирувачка состојба. Иле, сега тука ќе да прашам и тебе нешто, меѓутоа не во дел како со масажата, него чисто информативно, како е сега кај вас физиотерапевтите, нели, бидејќи вие не само што третирате проблеми на рбетниот столб, оние што ги нарекуваме дегенеративни заболувања, правите и ние масажи. понатака во време на корона, Така. значи физиотерапевтите да ви каже има преголем стрес, па сакаме работиме, да масаж. интензивно работиме со сите последователни рехабилитации. Значи меѓутоа тука исто така работиме доста во последниот период, значи и со стресни ситуации, каде што пациентите доаѓаат и сакат да направат значи соодветна терапија против смирување на стресот. Една од тие терапии е антистресот. Терапијата која што ја подобрува психичката благосостојба преку етеричните масла на лаванда, портокалот, нането, лимонот, тука се, тие исто така имаат големо смирувачко дејство, меѓутоа исто тука така ќе напоменам дека доста добра масажа и аромотерапијата. Аромотерапијата се работи на фацијалисот, на лицето, каде што исто така се прави значи притисок по акупресурните точки на главата. После 60 минутниот третман пациентот, односно клиентот се чувствува во една одлична состојба. Значи во секој случај покрај се што се случува знаат да дојдат и да ви кажат сакаме малку апсолутно покрај целост да се опуштиме од стрес. Покрај целосната рехабилитација која што имаат луѓето со своите потреби, нели? Така. Секако дека доаѓаат и бараат значи терапија која што е нели потребна за смирување. Пак ќе напоменам, антистресот, аромотерапијата се едни од исклучителните добри терапии кои што помагаат во ова ситуација. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи доколку има некои прашања во однос на се тоа што го говориме, може да ни се јавите, да се приклучите во нашиот разговор, да поставите прашања, секако ќе се обидат моите гости денешни да ви дадат одговор или да ја посочат што и како треба да сторите. Доктор Дарко, значи кажавме панични напади. Што кога кај вас себе ќе дојде некој кој што има панични напади, ваков проблем, што како терапија потоа што оди, значи што препорачувате, како да се однесува таа личност во секојдневието, како да го надмине се тоа? Обично се вели кога имаме паничен напад дека треба нели да дишаме некако подлабоко или какви се тие процедури што вие им ги препорачувате и кога во кој случај давате медикаменти, значи да се пијат? Значи вака, кога една личност се сочува со паничен напад, значи пред се треба на личноста да и се објасни и да и се каже дека таа не се наоѓа во животно загрозувачка состојба, дека тоа не е болест, дека тоа е само една моментална наплив на негативни емоции, бура, така, која што ја предизвикуваат хормоните во нашиот организам и дека сето тоа за многу краток период поминува. Значи тоа без никаква животозагрозувачка последица. Значи не постои човек што има починато од паничен напад. Од анксиозност. Значи тоа не е болест. Тоа е состојба. Кога пациентот ќе му се разјасни тоа, тогаш треба да му се дадат некои совети за тоа како тој да се справи со паничниот напад. Бидејќи паничните напади често се јавуваат кај пациенти кога се надвор од дома, кога се надвор од нивната комфортна зона. Така, тоа е местото каде што се сигурни. Така, тоа е место комфортната зона каде што тие се чувствуваат најбезбедно. Сега кога ќе излезат од комфортната зона, значи одиме во кафич, одиме во кафеана и одеднаш како што пиеме кафе, како што правиме муабет, срцето почнува силно да лупа, почнуваме да се препотуваме, ни се препотуваат дланките, ни се препотуваат нозете, почнува треска, тахикардија и во моментот ние мислиме дека добиваме срцев удар, дека добиваме мозочен удар, дека ќе паднеме
и готово. Тој наплив и тие наплив на тие негативни емоции го крева пациентот од местото каде што е и обично го тера или да се врати во комфорната зона дома или каде што му е најпријатно, а обично пациентите завршуваат во најблиската медицинска установа, барајќи помош. Кога колегите ќе констатираат, како и претходно што кажав, дека нема никаква животозагрозувачка состојба, нема ништо, тогаш им се дава една стандардна терапија која што претходно ви ја кажав, апаурин со диазепам, со B6, и тогаш тие се смируваат, мада како и преска напоменав и сега пак ќе кажам, додека да почне да делува лекот, веќе паничниот напад поминал. Најголема грешка е тоа што треба да им се објасни на луѓето дека кога ќе го доживеат паничниот напад, нема потреба од бегање. Треба да останеме овде и да се избориме со него. Кога еднаш ќе му ја затвориме вратата на тој непоканет гостин во нашиот организам, веќе повеќе никогаш нема да се јави нападот. Значи потребно е само еднаш да се пуштиме во стравот, да живееме сега и овде, да се избориме со него. Да се избориме, да му покажеме дека ние сме здрава особа, дека нам не ни се случува ништо и тогаш обично тие панични атаки се намалуваат и постепено се прекинуваат и најдобро е да се индивидуата да биде работно ангажирана. Да. Исто тука сакав да се надофрлам меѓу колегата, значи спортската активност е многу битна. Начинот на исфрлување на стресот, значи анксиозноста исто така може да помогне преку спортување, преку пешачење, преку консултација со физиотерапевт, кои вежби се најсоодветни, кои ќе помогнат во тој процес, да се најде некој начин како стресот и депресијата од себе да се исфрлат. Доаѓаат ли кај вас себе исто луѓе кои што имаат панични напади? Кај нас доаѓаат, рековме, нели напоменавме доста пациенти. Кога посочи еве дека секако ние сме сите нели во консултација, доктори, физиотерапевти, сестри, да цел тим заедно, така, цел тим заедно и функционираме и се ако еден на друг препраќа, ние препраќаме кај нив, они кај нас и така све сме во тим и функционираме и работиме. Доаѓаат доста пациенти кои што ви кажав, значи бараат нешто што би помогнало за смирување. Дали се тоа вежби, дали се тоа масажи, тоа се единствените начини кај физиотерапевтите кои што можат нели посебни масажи или што ги практикувате? Тие се посебни или масажи. Зборувам за паничните напади луѓето што ги имаат. Затоа спомнавме ароматерапија. Не, претпоставам дека мора да биде нешто поспецифично, бидејќи Не. Затоа спомнавме ароматерапија, спомнавме значи антистрес терапија, тие си имаат нели своји методи во апликацијата на масажата, значи и после секој третман најмногу се третира пределот околу главата. И клиентот се чувствува одлично бидејќи рековме. Се работи фацијалниот дел, значи со одредени притисоци по главата, исто по акупресурните точки на главата и пациентот после 60 на минути едноставно се чувствува природен. Колку време треба да помине за да се избори некој со анксиозност или тоа е индивидуално? Тоа е индивидуално. Индивидуална работа. Тоа е индивидуално. Добро, општо познато е дека поемотивните луѓе се секогаш поподложни на стрес и на панични напади. Дали е тоа така? Тоа е и во пракса. Заради преголемите емоции? Така, тоа е и во пракса докажано дека емотивните луѓе, перфекционистите, човек што сака да погоди на секому, што сака да биде се идеално, најчесто тие страдаат. Најчесто тие страдаат токму од ова состојба од анксиозност и од панични напади. Затоа ние како клинички психолози често прво почнуваме да работиме, да им укажеме на состојбата дека да направат некои промени во животот, да се ангажираат, како што кажа преска Илија, физички да бидат поактивни и објаснуваме техника, како што кажав, техниката на дишење. Во моментот кога настапува паничниот напад е многу битна техника. Бидејќи пациентот кога е во паничен напад, тој дише плитко. Често, преку белите дробови, но тоа преку диафрагма. Така, но тоа често, плитко дишење прави недостаток на воздух и прави уште поголемо гушење. Тогаш во моментот, значи потребно е само да најдете една убава положба на вашето тело, како ви е вам убаво, да се наместите и само една добра техника на дишење која што почнува преку нос, длабоко, го задржувате воздухот неколку минути, издишувате со таква серија на неколку пати, организмот се смирува, значи правиме задоволување на кислород во организмот, вртоглавицата се стабилизира, пошто имаме доволен проток на кислород, срцето се смирува и за многу краток период ние го надминуваме паничниот напад. Значи, тие се тие техники што пред се ние, клиничките психолози, треба да им ги укажеме на пациентите, да работиме активно со нив, неколку третмани,
да видиме психотерапија, да видиме когнитивна бихевиорална терапија многу влијае во процесот на лекување на паничните напади на анксиозноста. Откривање на стравот, да видиме точно ние од каде доаѓа тој страв. Дали е тој рационален страв или е нереален страв. Обично пациентите што се анксиозни страдаат од нереални работи. Ако излезам од дома ќе паднам, ми се врти, ќе ми се слоши, ќе се онесвестам, ќе добијам инфаркт, а верувајте дека тие пред да дојдат кај нас на психолог или пред да отидат кај на колегите на психијатрија, тие веќе имаат направено сите испитувања. Тие се потполно здрави, повторно мислат дека нешто бидејќи кога ќе го почувствуваат тој негативност во нивниот организам. Тие веднаш одат кај матичен лекар и бараат упат. Се почнува со лабораторија, па се оди на интерно, па на кардиологија, па се прави ехо, па се прави магнет на глава, компјутер, ЕЕГ, и кога сите испитувања ќе поминат. Ама тоа е така затоа што симптомите на вистина се многу комплексни. Так. И кога сето тоа ќе помине, се добија едни позитивни резултати. Так. Тие доаѓаат веќе и бараат помош на вистинското место. Так. Значи до сега талкале, оделе секаде, сега овде никогаш не им паднало на памет дека психата е толку силна и толку може да се игра со нас. Дека може да се игра со нас и да ни ги предизвикува токму тие несакани симптоми или психосоматски заболувања да ни прави. Така да, кога ќе му се објасни на пациентот во која состојба е, кога ќе му се дадат некои инструкции, кога ние како психолози клинички ќе им зададеме домашна на пациентот, кога ќе му кажам, кога ќе имаш паничен напад, напиши ми на една бела хартија, нацртај ми нешто. Ако не можеш да пишуваш, нацртај. Ако не можеш да нацрташ, ишкртај. Јас по тоа ќе видам ти во каква состојба се наоѓаш кога го доживуваш паничниот напад. Многу е битна состојбата во која што се наоѓаш. Може да го изанализирате тоа што ќе го направи, се разбира. да покаже, да тоа покажува, значи дебелината на цртите, интензитетот дали е притискано, дали е лефтерно напишано, дали е со текст, дали тој текст е фино, коректно напишан, дали е со љубов напишано или е со нервоза напишано, се тоа. Сето тоа ни кажува нас во каква состојба се наоѓа пациентот. Или да те прашам тука нешто сега баш онака додека разговараме, секогаш мене ми доаѓа нешто на ум. Дали оние луѓе кои што имаат проблем со спондилоза и такви работи кои што нели тука се поврзани со овој дел од главата, може паничниот напад да му ја, како да кажам, болките да му ги да му ги зголемат болките, да направат пациентот да се чувствува уште повеќе истоштен и да не знае нели од каде потекнува проблемот. Ова ќе дојдат, значи кога ќе направиме психата, стресот и дополнително нели оној проблем. Кога ќе направиме терапевтска проценка, сето тоа даваме значи инструкции за рентген снимка и преку рентген снимка ќе утврдиме точно за што станува збор. Баш ме интересира. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Слушамо се. Да, повелете. Одек Зоран од Куманово. Така. Дарка, сакам да го прашам, пошто имам некоја паника, моментално ме фаќа тај псика. Добро. Сакам да го прашам, Дарка, пошто моментално ме фаќа тие ситуациите. Заради состојбава во која што се наоѓаме или имате некој друг проблем околу секојдневието? Дали заради состојбава со коронавирусот тоа ви делува негативно? Пошто ме фаќа некав сика моментално. Добро. Останете со нас, слушајте, не ќе ви посочи Дарко што и како да постапите, нели, бидејќи како што кажав, сите сме повеќе или помалку засегнати од сето тоа што се случува. Дарко? Так. Пред се пациентот се жали на некоја панична атака, пред се претпоставувам дека станува збор за панична атака, бидејќи кажува дека го фаќа некоја психа и народ ќе каже, но вика ќе фаќа некоја лудило. Така, да. Не можам да сите различно го искажуваат. Така, не можам да значи во тој момент треба да направиме едно разграничување од каде доаѓа тој негативен напрев. Значи од каде доаѓа таа непријатност во нашиот организам, која ќе го да знаеме ние каналот од каде доаѓа проблемот, тоа е многу едноставно решлив.
тогаш ќе направиме една разграничување. Дали треба да работиме на нас, за да го надминеме паничниот напад, или треба да работиме на причината од која што доаѓа. Ако, пример, јас знам дека мене нелагодност ќе ми причини, ако јас постојано се дружам со некоја особа и тој постојано ме критикува. Значи еден лош збор, кажан од блиска особа, најчесто е причина за појава на ова, на тој немир. И сега јас знам дека кај мене тоа предизвикува несакани ефекти. И јас ќе пробам да го не мора директно, индиректно ќе најдам некој изговор кој што ќе елиминирам таа личност. Така, во секој случај да се дистанцираме од луѓе кои што не предизвикуваат да се чувствуваме лошо. Не од луѓе, од се она што ни предизвикува лошо, што кажавте вие, од информации, од медиумите, значи и од телевизија. Да не гледаме информации, да не слушаме нели премногу и информативни изданија и емисии каде што се говори за нешто што не вознемирува, значи кога сите тие работи, што е позитивно. Кога сите тие работи ќе ги исклучиме од нашето секојдневие, така, тогаш ако настане повлекување на паничните напади, е во ред, значи сме постигнали нешто, но доколку и понатаму продолжи да се јавуваат тие панични атаки, тогаш ќе треба да се работи на некоја терапија, кој што кажав најдобра е когнитивно-бихевиоралната терапија, психотерапија, да видиме, да откриеме што е, како е причина за тоа и кога ќе откриеме причината. Тоа значи дека имате комуникација со пациентот? Да, исклучиво комуникација, индивидуално се работи, разговарате со него, и пациент, разговараме отворено, искрено, без прикривање на работи. Тоа е сето професионално, во строга тајност. Да запознаете психата негова. Значи вие треба како клиент буквално да се отворите искрено и длабоко пред мене. Да кажете се што ве мачи. Да кажете се што ве мачи, се што ве потиснува, се што ви прави проблем. Многу е лесно вие да дојдете на психотерапија, ќе разговараме ние 40 минути или 1 час, и кога и битно е да дојдете кај мене полни со багаж, а да си одите празни. И сега колку вие ќе се испразните пред мене, тоа зависи од вас. Но јас можем да видам колку вие реално сте кажали или не. Сега во првите неколку терапии ги оставаме пациентите да остават нешто за нив. И потоа кога ќе видиме дали е тоа искрен, дали постапува искрено, дали е отворен или дали се уште нешто го мачи, тлее во него, и тогаш ние почнуваме да поставуваме индиректно некои прашања каде што ќе можеме да исцрпиме се од него максимално и да направиме една хомеостаза, една рамнотежа во неговиот организам и така тој би се чувствувал добро. Сакав Иле да го дообјасни она за кое што почнавме пред да се јави гледачот, значи како се поврзани тие две работи, бидејќи стресот кажавме што може да предизвика. Тука се наоѓа нели пределот околу вратот каде што се стеснуваат и онака од проблемот со спондилозата, тие крвни садови, протокот на кислород до тоа ли е тоа главниот момент? Стресот е една работа, значи болките кои што ги чувствуваат пациентите во пределот на цервикалниот дел, дали во кичмата или во торакалниот дел, се сосема друга работа. Значи кога станува збор за Сакате прекинам, често пати кога говорам, дури нели оние што ми гостуваат и доктори све велат дека дури може од мисла, од психа да добиеме и болка. Затоа ако болката е мала, на психичка база може кај пациентот и да се зголеми. Меѓутоа секоја болка која ќе биде нели почетна, не треба да се остави, секогаш треба да почне да се третира. За среќа во последниот период, значи пациентите доста повеќе се ангажирани во однос на барање начин на лекување на тие болки и преку тие болки на начин нели овош кога ќе имаат стресни ситуации, панични напади, бараат нели соодветна терапија која што е за смирување. А секако ние физиотерапевтите сме се уште тука добродојдени со нашите благодети на масажата да помогнеме, бидејќи масажата не е само лекување во оние генеративни заболувања на ребетниот столб или на екстремитетите, долни, горни, или пак некои спортски повреди, рехабилитации, мозочни удари и така натака. Нели физиотерапевтите со своите благодети на масажата нели се тука секогаш да го опуштат телото, да ја изрелаксират мускулатурата нели и што е најбитно пациентот да се чувствува едноставно природено со благодетите на масажот. Постојат многу видови на масажа кои што секоја масажа си има своја техника и секоја масажа си влијае на телото различно од начините на масирање. Сега да те прашам уште нешто. Долго време помина доаѓаат и пациенти кои што прележале коронавирус пак да бараат соодветен некој ваш третман како физиотерапевт, бидејќи тука нели од предолго лежење
можеби атрофира мускулатурата, мораме да точно кажеме дека од предолго нели залежување од пациенти кои што прележале инфекција на COVID-19 е атрофирана мускулатурата и се ако тука доаѓаат се со цел нели да побараат некои соодветни вежби кои што ќе помогнат да се зацврсти мускулатурата и исто така бараат нели процеси да најдат начини со масирање да ја зацврстат мускулатурата. Меѓутоа се тоа со методологија ние го подготвуваме и го доставуваме до нив, а тука веќе и од минатиот месец имаме специјална обука поминато на масажа, која што се аплицира кај пациенти по прележана инфекција од COVID-19 и таа масажа се работи исклучиво на градниот кош и се аплицираат вежби за дишење. Тие се два основни начини кои што кај пациентите дадоа доста позитивни резултати и самите пациенти се престрекни што ете на некој начин се вратиле во еден нормален процес. Значи имате двојна улога, да ги релаксирате и да ги опуштите оние кои што имаат. Не, имаме тројна улога, да ги изрехабилитираме, да ги опуштиме и да ги изрелаксираме. Значи три начини. Кога ми е во прашање коронавирусот, мислев да кажам двојна улога бидејќи им пружате помош на оние кои што имаат панични напади да ги релаксирате, нели, за да не дојде до некои поголеми физиотерапевтите така, се секогаш. А пак на оние кои што прележале пак да можат понатаму да се вклучат во животот. Физиотерапевтите се секогаш тука добродојдени за да го подобрат нели психофизичкото здравје кај пациентите, да им покажат како правилно да го започнат денот преку начини на вежби, да им пружат соодветна добра масажа и ако нели секоја рехабилитација која што ја имаат пациентите да ја појават, да ја прикажат кон физиотерапевт, се со цел да пристапиме соодветно да им помогнеме кон проблемот. И сега Дарко тука сме никаде при крајот, би сакала вака ти како за крај, како еве да им посочиме на нашите гледачи како да живееме во ова време, значи да што помалку овој стрес влијае на нашето психичко здравје, бидејќи како што ми се чини, ако продолжи вако што долго време, визде да вие најмногу работа ќе имате. Така е. Значи, сега да ги посоветуваме пациентите да живеат без стрес, тоа не можеме да го направиме. Како да научиме да обстоиме во ова време и да бидеме присебни? Така, значи со пронаоѓање на наш ангажман, пред се ангажман, да немаме доволно слободно време да размислуваме негативно. Така. Значи да најдеме некое хоби, дали ќе биде тоа пешачење на отворено во планина, дали ќе биде во домашни услови ќе цртам, ќе вежбаме јога, ќе пишуваме текст некој, ќе читаме некоја убава книга, значи сето тоа е, пак ќе кажем јас, спрема можностите колку што ние можеме да си ги дозволиме. Сега ако би јас живеал на село, јас многу добро знам како да секој во нас средина каде што е да најде нешто што да најде нешто со кое што ќе го скрене вниманието, ќе го насочи на тоа и ќе немаме време и повеќе избегнување околу читање, истражување, бидејќи гуглизацијата... Што помалку да читаме информација околу она што се случува. Околу она што се случува и околу состојбите претходно што ги дискутиравме, како што е стресот, анксиозноста, паниките, значи пациентите многу често знаат да отворат на Google или да отворат на тие форуми тамо што ги кажуваат често кога ќе дојде некој на психотерапија е толку многу исплашен, толку многу конфузен, помешан бидејќи таму на форумот пишува све и свашта. Пишува секој, но секој... Добро, тоа е на некој вид, колега, извини што се офрлувам во муаветот, на некој вид искуства кои што самите пациенти нели биле на психијатар, на психолог и сите си го тоа нели разменуваат искуство каде што го насочуваат кон другите, за да нели они ги прашуваат со коментари и они нели одговараат кај биле, што биле, како направиле. Видете, Вики, стресот бил и претходно, ќе биде и ќе постои коронат, а дополнително само тоа си го направи нели да луѓето се чувствуваат со поголем стрес и со напади, меѓутоа секако за тоа имаме стручни лица, како што е колегата тука, психијатрите, психолозите да помогнат во однос на се тоа. Так. Психијатрите и психолозите значи пред се имаат клучна работа околу лекување на овие состојби. Сега најлесно е на никому да му дадеме таблета. Тоа е најлесниот начин, што го кажав и претходно. Написи еден диазепам, написи еден хелекс, тоа ќе помине. Но што кога ќе помине лекот? Дејството на лекот ќе трае 3-4 часа, се излачува од организмот и ние ништо не сме решили. Проблемот стои под тепих. Проблемот стои под тепих, нас ке не мачи, се додека не седнеме, како што кажав и претходно, искрено, исцрпно, отворено, од дното на душата да разговараме, да изнесеме, да кажеме сте она што не прави и депресивни, и анксиозни, и вознемирени. Се додека тоа не го направиме и да не направиме еден дефокус на работите,
Додека седиме, додека истражуваме, додека читаме и додека седам јас и чекам да ми се случи нешто лошо, верувајте, колку и лекови да се испијат. Така, нема да биде добро. Нема да се постигне ефект. И лековите што се пијат за депресија, за анксиозност, анксиолитици, антидепресиви, значи и тоа се пие одреден период. Значи не можете вие вечно да се врзете за одредена таблета. Значи најчесто пациентите што почнале еднаш да пијат терапија за вакви состојби, многу често ги пијат со години. Значи тоа е една, ајде пак сега можеби ќе звучам малку не убаво спрема колегите од психијатрија, но треба да се води една контрола колку се препишуваат антидепресиви, до кога се пијат. Не може оставаме пациенти да пијат по 4-5 години терапија антидепресивна. Не сакам да звучам да биде со навреда, не сакам да бидам погрешно сватен, но сакам да кажам дека младата популација да ја насточиме пред се кон прво да проба од двете зло да се одбере помалото. Значи, и повеќе тука да биде нели вклучена спортската активност, пешачењето, да се најде начин како стресот, нервозата, значи анксиозноста во себе да се канализира, да се изфрли од организмот, затоа што све што собираме и плюс со стресот, плюс со нервозата во себе, тоа ќе не на некој начин нели дотолчи. Начин да се најде како се тоа нели да се изфрли и да се почне нешто каде што ќе ни даде некои позитивни ефекти, позитивни сигнали да започнеме. Во секој случај да си најдеме нешто што нас ќе ни исполнува, ќе ни исполнува и ќе го вниманието фокусираме таму. Да се тргнеме од негативните информации, мисли, до тоа ќе си дојде. Да си направиме еден свој свет, така речено, во кој што ќе уживаме. Ви благодарам многу за денес. Ми беше драго што бевте мои соговорници, па се надевам во некое следно издание, можеби повторно поединечно ќе ве повикам со некоја друга тема. Благодариме. Благодарим и на вас што не поканивте. Се надевам дека бевме од корис и за гледачите и за изнесовме некои информации во врска со честите состојби што се јавуваат. Не беше мило, се надевам дека повторно ќе бидеме ваши гости. Само една минута, се надевам дека ќе ми да кажам до гледачите. Повеќе да се фокусираат кон спортската активност. Секогаш кога ќе почнат спортската активност да се консултираат со стручни лица, што се психијатар, психолог, физиотерапевт и секогаш да побараат совет од овие стручни лица, бидејќи ние како стручни лица секогаш сме 24 часа, да кажам, на располагање за нив и секогаш сме за нив тука и затоа гостуваме по телевизиски куќи се со цел нели преку нашето знаење да ги информираме и да им кажеме. И за крај ќе искористам приликата на нашата ценета новинарка Вики да ја го честитаме роденденот и да им посакаме се најубаво во животот. Ви благодарам многу. Посакувам сите да сме добри, да сме здрави и живи и секако да се гледаме само во некои убави и подобри времиња, да не биде веќе вака со маски. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес и благодарам за вниманието. Останете добри, грижете се за своето здравје. Дистанцирајте се, почитувајте ги сите оние препораки за кои што се говори постојано, за да го сочувате вашето здравје и вашите блиски. Се гледаме за 7 дена во исто време.